40 фотографии создадени во Средорек во периодот од 1996 до 2000 година од фотографот Маријан Јаневски Шалајков вчера вечер за прв пат беа јавно презентирани пред кумановската публика во фоајето на Центарот за култура. Шестата самостојна изложба на авторот, насловена на Ѓурѓовден, беше представена во форма на проекција на диапозитиви на платно, техника која денес ретко се користи, но повторно привлекува внимание кај помладите љубители на аналогната фотографија. Се надевам дека овие фотографии ќе бидат интересни како историски моменти и сведоштво за едно време и за луѓе кои во тоа време ги чувствувале овие празници, вели Јаневски. Фотографиите се настанати во период помеѓу 1996 и 2000 година. Се работени на диапозитиви, значи во боја. Инаку има повеќе од 40 фотографии на самиот верски празник Ѓурѓовден. Повеќе години има можност да фотографираме. Инаку идејата за ова изложба и самото фотографирање на верскиот празник Ѓурѓовден доаѓа таму каде што претходната година 95-та заедно со колегата Ашмет Елезовски снимаме документарна емисија за случувањата по повод празникот во ромската населба Средорек во Куманово. Така да јас потоа продолжив и после 2000-та година но во друга техника, во дигитална техника. Така да ова е ретка прилика да може да се презентираат на диапозитиви. Значи со проекција на платно. Изложбата е под покровителство на фотокиноклуб Козјак и на најстар фотоклуб во Македонија. Така да ова е моја шеста самостојна изложба, инаку првата е во 1997 исто така во Центарот за култура. Горте на богатата архива од фотографии од значајни личности од градот и пошироко, а особено го издвојува Рединг фестивалот во Англија, каде што имал прилика да направи безвременски фотографии од легендарниот Курт Кобеин и бил еден од 10-мината акредитирани фотографи за време на настапот на Нирвана. Следната година ќе се сопада 45 години како се занимавам со фотографија, сакам да направам една ретроспективна изложба на сите мои досегашни фотографии во овој период, каде што има фотографирано многу различни случувања во Куманово, во странство, рок концерти, политички настани и секако мојата арт фотографија. Маријан Јаневски Шалајко повеќе од 4 децении активно се занимава со фотографија и е долгогодишен член на најстариот фотокиноклуб во државата Козјак од Куманово. Добитник е на повеќе награди и признанија, а во 2005 година е прогласен за кандидат мајстор на фотографија на Фотосојуз на Македонија. Освен во Македонија, нашиот член Маријан Јаневски е таблиран и насекаде во светот, истакна председателот на фотокиноклубот Козјак Милош Нешковски. Се работи за изложба на диапозитиви, која е создадена во ромската населба во општина Куманово. Во повеќе години, сега точно во кој период не сум сигурен, меѓутоа е фотографиран настан кој порано многу се славеше, Ѓурѓевден, и ќе видиме некои од фотографиите и јас ги немам видено, така да мислам дека пријатно ќе се изненадиме. Маријан Јаневски Шалајко, што да ви кажам, значи има учествувано на повеќе од 40 изложби на жири, као жири член, а ова му е шеста самостална изложба, па ќе кажам специфична на диапозитиви, тоа више никој не работи. Значи јас никогаш немам појма како се работи ова, ние сме од дигиталното време, така да се што работиме на дигитално и овие настанини се многу интересантни и на нас, а се надам и на останатата публика. Тој е кандидат мајстор, се надеваме дека за кратко ќе добиеме и мајстор во нашиот клуб, а исто така и АФИА е етаблиран освен во Македонија на секаде во светот, така да не знам што повеќе зборови да кажам за Маријан. Јаневски сакајќи да го сочува начинот на животот и секојдневието во Куманово. Во 1999 година фотографирал речиси секојдневно низ целиот град и од тие фотографија издадена монографија со наслов Куманово 1999, која во 2015 година е отпечатана само во еден примерок, со надеж дека многу наскоро монографијата ќе биде поддржана од надлежните институции и ќе допре до голем број на читатели.